Во акција на Управата за финансиска полиција откриене нов голем случај на добро организиран финансиски криминал во кој како главен актер и организатор се јавува лицето со иницијали СС од Штип, пензиониран полковник на армијата на Република Македонија. Финансиската полиција спроведе предистражна постапка кај 6 фирми од Скопје, Гостивар, Тетово и Куманово, при што откри постоење на основано сомневање за сторен финансиски криминал тежок 935.000 евра. Според податоците од предистражната постапка, 6 осомничени фирми преку нивните сопственици и управители во изминатите неколку години најголем дел од нивното деловно работење го вршеле незаконски, односно производите кои ги произведувале или увезувале од странство ги продавале во кеш на црно, без при тоа да ги пресметаат и да ги платат даночните обврски кон државата. Со цел да се прикријат кривичните дела, сопственикот на фирмата Стар Груп од Скопје со помош на штипјанецот СС извршиле фиктивна продажба на фирмата на лице од Бугарија. Истата шема била употребена и при фиктивната продажба на витамин АГА ДОО од Гостивар, која е во собственост на пријавениот АШ од Гостивар. Пензионираниот полковник од Штип истата шема за превземање на криминално задолжена фирма ја употребил за правниот субјект Ванекс Експорт Импорт од Тетово, фирма која е во собственост на лицето ВТ од Тетово. Најголем финансиски криминал сепак е откриен во кумановските фирми Златен клас ДООЛ, Златен клас РОД и Златен клас Джуна. И овде организатор е истиот СС од Штип, заедно со неговиот партнер РТ, исто така од Штип. По извршениот претрез во домот на главниот организатор на криминалните активности СС од Штип, пронајдена е документација за правните субјекти вклучени во измамата, чии сопственици се државјани на Република Бугарија. При претресот ке пријавениот пронајдени се и 2 преносни компјутери во кои од извршениот увид од страна на Управата за финансиска полиција утврдено е дека се користени за креирање на документација за преземање, односно фиктивна продажба на фирмите кои се осомничени за финансиски криминал. Компјутерите и целокупната пронајдена документација се одземени и ќе бидат предмет на натамошно вештачење. Во истражувањето на случаите се вклучи и Интерпол од Република Бугарија, од каде се обезбедени сите инволвирани бугарски државјани кои станале сопственици на македонските фирми осомничени за финансиски криминал. Со 4 поднесени кривични пријави до основните јавни обвинителства во Скопје, Гостивар, Тетово и Куманово за кривичните дела даночно затајување, фалсификување или уништување на деловни книги и помагање на сторител по извршено кривично дело, осомничени се вкупно 8 физички и 6 правни лица за вкупна штета од 935.000 евра.